Скопје Сити Мол е повторна поддршка на модерните занаечии што рачно изработуваат автентични креации. До 14 февруари се одржува базарот на љубовта и виното. Ова светкава ружа е направена од двајца млади ентузијасти, и тоа двајца момци, Кристијан и Бојан, кои што неодамна го формира брендот Love Corner. Што се можете да најдете за вашите сакани од Love Corner? Ова утро ќе разговараме со Кристијан. Ќе ви посакам, Кристијан, добро и убаво утро. Кажете ми најнапред како настана еве Love Corner од двајца млади момчиња. Ви благодарам. Значи, Love Corner настана како идеја да им помогнеме на младите момци како нас и општо на сите мачки многу полесно да се изберат поклон за своите сакани. Тоа беше првичната идеја и од таму почна се да расте и да прераснеме вака со бренд со повеќе производи. Започнавме само со 2, а сега веќе имаме 25 кои ние лично ги креираме. Дали може би тоа што од вашето лично искуство долго баравте подароци за вашите сакани, па решивте еве ние ќе направиме нешто за да што ќе може да им го подаруваме и на нашите сакани, но и да им помогнеме и на останатите момчиња? Буквално така и беше, значи секогаш да речам еве јас со себе тргнувам кога ќе сум имал потреба да купам подарок за девојката или за било што да кажам. Ние машките не сме толку креативни и потешко не да најдеме некој уникатен производ, да не биде секогаш стандард, ќе идеме ќе купиме парфем, ќе купиме нешто што може одма да се наоди, цвеќе, да. Овие се затоа ги направивме поуникатни производи и мислам дека машките воопшто не треба више да се замараат да бидат креативни, романтични, може да ни препуштат се на нас, да дојдат да си одборат поклон и да си уживаат само во љубовта, а ние ќе се грижиме за романтиката. Да, многу набрзо, за речиси половина година, од 2 производи направивте 25 производи. Какви материјали се употребуваат? Каков е начинот еве на изработка на некој од производите? Значи вака првично тргнуваме од изработка на калапи од стиропор за сите кутии. Потоа ставаме ружи кои што се изработени од пличен материјал и можат да останат во истата состојба дури до 2 години. Значи не може да не се менја ни сјајот, си остануваат такви како што се. Потоа ги украсуваме со чоколадца, со накит или па по желба на клиентот. Често знаат да побараат дали да изгравираме нешто, да се изработи со име, со буква, значи буквално се што сакаат, ние тоа го правиме. Прибираат ли многу момчињата еве кога станува збор да одберат подарок за своите љубени? Многу полесно мислам дека избираат од девојките и значи буквално дури ако нема нешто што им треба во тој момент, било што може да се снајде да им понудиме, веднаш ќе наоѓа решение. Да, Кристијан, вие сте навистина ретките, можеби единствените момци кои што прават навистина вакви креативни изработки кои што се наменети за дамите, но што е најтешко еве во процесот на изработка на овие подароци за жени? Па најтешко би рекол дека е од кога ќе видиме првично кутијата празна, најтешок е моментот до самата креација, всушност со какви ружи да биде, дали со чоколадца, дали со цвечиња, дали со накит, дали да се гравира на неа. Најтешкиот момент е тоа, самата изработка на кутијата од почетокот до крај. Тоа е најтешкиот момент. А генерално знаеме дека дамите си сакаат ружи, си сакаат накит, сакаат благо и затоа генерално најголемиот број од производители се базираат на тие со тие работи ги прават. Да, навистина, вие сте еден пример кој што треба да важи за општеството, но и за сите млади луѓе, дека треба да започнат нешто свое да прават, нешто свое кое што е креативно, но и единствено, може да кажеме, буквално уникатно. Така, јас се надевам дека ова ќе инспирира некои други млади луѓе како нас и момци и девојки да пробаат да креираат некој свој уникатен бренд кој што ќе издигне на пазарот можеби во некој гигант во иднина. Самите креативци за своите ракотворби изјавија: раскажуваме шарени визуелни приказни со убав почеток и крај. Приказни што долго ќе се паметат и со радост ќе се раскажуваат. Покрај младите Кристијан и Бојан на базарот ќе најдете и најмладата креативна ракотворка. Азра од Ресен, која има само 15 години, а веќе 3 години рачно и самостојно изработува накит.
Идејата вели дека ја добила од Инстаграм. Што ти беше најтешко на почетокот да направиш? Имаше едни привержуци за научари. Тоа ми беше најтешкото, ама сега не. Сега што најмногу сакаш да изработуваш, што најмногу се бара? Сега најмногу се бара ланчиња, па шарени за налето и такви. Ланчиња најмногу сега. А зар ти си прва година во гимназија, па како постигнуваш истовремено и со училиштето, со учењето и да изработуваш накид? Не знам како навечер работувам овие накити и така. Што најмногу сакаш ти да правиш? Што те исполнува? Ланчиња најмногу. И тие најмногу се продаваат. Ланчиња и најмногу ги сакам. Дали можеби веќе 3 години ми спомена дека 3 години веќе изработуваш накид, дали можеби планираш да направиш и поголема колекција или да се прошириш со нешто друго? Да, секако. Сакам да видиме, сакам да отворам продавница. Така и така. Како реагираат твоите ученици во училиште? Верувам дека повеќето нели сте се сконцентрирани на учењето, но што велат дека сепак наоѓаш време, успеваш да правиш и нешто свое? Браво! Во колекцијата на Азра може да се најдат најразлични видови на накид: ланчиња, венчиња, украси за коса, алки. Азра вели дека најголемата поддршка ја добива од семејството. Сестра и мајка и помагаат кога има многу работа и не може да постигне. Азра е пример за сите млади како да си го исполнуваат слободното време. Во иднина и посакуваме уште многу успешни креации и да се оствари незиниот сон.